Неизвестното, недоживеаното, непробаното е секогаш предизвик да се доживее, да се види, да се проба. Дали некојаш сте се запрашале што е тоа што ги привлекува планинарите да се впуштат во авантури, кои честопати се доста опасни и непредвидливи? Ако ги запрашате нив, ќе ви одговорат: она што се доживува при планинарските експедиции не може со зборови да се опише, треба само да се доживее. Ако еднаш и се доближиш на мајката природа, ќе ја засакаш за секогаш. Во една таква авантура, во средба со природата, во средба со невиденото, се впушти и вашиот новинар и снимател, а се со цел да ви го пренесеме и вам сето она што го доживеавме. Спелеолошката експедиција на планинарското спортско друштво Орле од Кавадарци, планирана во детали веќе неколку месеци, може да започне. 11 млади ентузијасти планинари и уште 2 членови, новинар и снимател на радио телевизија Кавадарци, ги прават последните подготовки и проверка на опремата. Цел на експедицијата се кањоните на реката Блашница до вливот на Тиквешкото езеро. Експедицијата тргна. 30 на километри пат со возило до селото Мрежичко, а по патот убавини, евоцирање на спомени на планинарите од претходните експедиции, а од време на време по некоја песна и по некој поглед кон убавините на висоравнината Витачево. На целото Мрежичко застануваме колку да се протегнат нозете и уште еднаш да се запознаеме со целта на експедицијата. Моментално се наводиме во местото кое се вика Клински ливади. Овдека застанавме да ја видиме маршрутата на оваа експедиција. Под нас се наоѓа селото Мрежичко, а по селото Мрежичко тече реката Блашница, која што е цел на нашето патешествие. Од спротива во ова магливо време се назираат
карпите кои што се викаат Чатино и под течението на реката, значи Блашница, и под карпите Чатино ќе се спустиме до уливот на реката Блашница во сега Тиквешкото езеро, кое што е во близина на карпата Врапче. Маршрутата ќе биде 2 дневи ова поручок и при тоа, нели, освен снимањето, ние ќе вршиме и едно испитување на патеката, а и за другите задачи ќе зборуваме подоста. Оно што можевме да го видиме од висоравнината на целото Мрежичко навистина пленува. Тука се навираат врвовите на планината Чатино и уште многу други кои човековото око ги нема видено. Повторно се наоѓаме во возилот, повторно продолжуваме понатаму по криволестиот пат кон селото Мрежичко, а таму навистина не знаеме што не очекува. Експедицијата би требало овде, во селото Мрежичко, да се сретне со своји пријатели, со своји познајници и да тргне по маршот на експедицијата. Еве веќе се надзира убавото село Мрежичко, кое некогаш значило живот и било општина на околните села од висоравнината Витачево. Погледот е навистина прекрасен. Овде членовите на експедицијата ја растовара својата опрема. Уште еднаш проверка на самата опрема и избогување со нашиот возач, господинот Кире, кон кој изразуваме посебна благодарност.
Во височината го гледаме орелот, кој е посебно задоволство, посебно на еден член, за да се види од нашите планинари, на господинот Томе Лисичанец. И тој како да сакаше да не отпоздрави и да ни каже среќно. Планинарите не би биле тоа што се доколку во секое населено место не би имале своји пријатели кај кои се секогаш добре дојдени и со кои секогаш би сакале да се видат. Во селото Мрежичко, тоа е домот на Ристо и Илинка Стамаджиеви, кај кои го испивме и кафето за добре дојде пред почетокот на долгиот марш, си поприкажавме, поседивме и евоциравме спомени од како некогаш било, а како е сега. Ajde, ko je za ovo? Kojte na čalu. Zdaj, kada rakije treba, ne ti prijetski tamo. Ja nekad ima. Krnjivo, daješ mali, najmeni podaš. Pa voda topla, od planinska voda topla. Topla, neki dela. Treba to visoko, treba 4 sati. Тетка Иленка се интересираше за нејзините роднини во Кавадарци, а нашата камера, објективот на нашата камера, таму во далечината ја забележа и Кожувчанка, поточно изворот од каде се полни она толку прочуена, убава и пивка вода. Убаво е да се живее во Мрежичко, ни рече тетка Илинка, но се помалку има млади луѓе. Тие бегаат во градот. А тука остануваме ние старите. Но сепак, еве со изградбата на Кожувчанка и уште активирањето на еден друг извор, се надеваме и дека ова село ќе заживее како некогаш. Никој не му треба да го баци некако да врати. Ja, им со капаци да бијави. Колоната се формира и маршот започна. Полека се упатуваме покрај Мрежичката река кон Влашница. А по пат, некој жител од селото Мрежичко ни посакува среќен пат. Не е ретко и прашањето: каде бре деца? Во колоната секогаш на искусните патот го водат. А таму на падините на овие висоравнини по некоја овца ни посакува среќен пат.
Селото Мрежичко е зад нас. Чистата и студена вода на Мрежичката река мирно и тивко жубори, но некогаш знае и да подиви, барем така велат мештаните. Чудно, но вистинито. Според сознанијата во 1979 година, реката надошла, велат мештаните, носејќи се пред себе, а притоа рушејќи и мостови кои до денешен ден стојат како неми сведоци на едно дамнешно време. Оваа година реката во потполност го уништила подземниот рудник, а со себе носела шини, вагонетки, багери, но за среќа се поминало без човечки жртви. Тоа било некогаш, а сега реката пак мирно тече и пленува со својата убавина. Таму во далечина, врвовите на планината Чатино полека ни се насмевнуваат, а од нивното подножје е и нашата цел – реката Блашница. Еве веќе се спуштаме ко реката Блашница, по која неколку километри надолу ќе стигнеме и до првиот логор. Конечно, експедицијата стигнува до првиот логор, каде и ги добива своите минути за починка. Најубавото во овие експедиции, како што велат планинарите, е воцирањето на спомените покрај планинарскиот оган, кој е посебно доживување. Прво и основно што треба да се направи е да се распостели мократа облека за сушење, а потоа секој кој што носи во своите ранци, вади и започнува заедничката вечера.
Najvkusniji se lovđijskite kolbasi, ispečeni na žar, a pepelta nikomu ne smeta. За загревање на душата помага и понекоја голтка ракија. А шегите се неминовност. Фотоапаратот на Томе Лисичанец, планинар и заљубеник во фотографијата, овековечува моменти кои се незаборавни. Позаслужениот сон во импровизираниот логор во коритото на реката Блашница не осамнува прекрасно сончево јулско утро. Сите одморени, наспани и расположени го спремаат првиот појадок на отворено. Утринското кафе е неизоставно, а супата, што со посебен рецепт и само нему својствен, ја подготви водачот на експедицијата Никола Минчоров долго ке ја паметат сите. Го запрашав во што е тајната на така убавиот вкус, а одговорот беше едноставен. Долгото искуство во планинарењето и љубовта кон кулинарството го права своето. Пред напорниот марс, уште еднаш детална проверка на опремата, отварање на картите, мерење, размерување, планирање. Никола Минчоров, Јоже Змајшек, Томе Лисичанец, Љубе Здравевски и Зоран Димитров, наискусните во експедицијава се договараат и го прават последниот план пред почетокот на маршот, кој ќе не одведе во неизвестност, а токму тоа и ја прави интересна ова експедиција. Конечно се гаси планинарскиот огин, опремата се спрема и маршот може да започне. Пределот фасцинира со прекрасните пештери и кањони.
Разликата во годините на планинарите на никого не му дава привилегија. Најмалиот со своите 16 години, а најстариот со 65 години, ги совладуваат истите препреки. Без планинарските реквизити тешко може да се помине некој предел. А студената вода на Блашница пленува да се загази во неа. Чистата и студена вода честопати мамеше некои од похрабрите и да се искапат. Предизвик беше да се проба и убавата риба од водата на реката Блашница. А нејзиниот вкус на вистина не може да се заборави. А таму далеку експедицијата ја поздрави и авион. Газејќи по течението на реката Блашница, членовите на експедицијата идеа во ситуација да влезат во вода длабока и до раменици, но тоа не им пречеше да продолжат понатаму. А нашиот снимател ги регистрираше сите позначајни и интересни моменти.
Вода за пиење набавувавме од самата река. Единствениот член во експедицијата од понежниот полк, Верица Змајшек, се соочуваше со истите проблеми како и сите други членови. Но на низината издржливост треба да и се честита. Lázis! По пат експедицијата се сретнува и со некоја пештера која е предизвик за младите спелеолози, кои обидувајќи се да ги освојат, ги користеа и планинарските реквизити.
По долг и напорен марш од 10 часа пешачење, експедицијата пристигне до вториот логор црквата кај селото Градиште, единствениот заостанат објект. Селото се раселило во далечната 1918 година. Утредента експедицијата продолжи по зацртаниот марш до вливот на Теквешкото езеро, каде по краток одмор со чамци се упати до крајната цел. По 3 часа возење со чамци, конечно стигнавме и до одредената цел. Бифето Ани. Во оваа прилика голема благодарност му изразуваме на Јоже Змајшек, со чија камера е снимени поголемиот дел од експедицијата, зашто без неа не ке можевме само со зборови и фотографии да ви го опишеме сето она што го доживеавме во овие убавини. На заедничкиот ручек, учесниците во експедицијата: Љубе Здравевски, Томе Лисичанец, Трајче Грозданов, Јоже Змајшек, Никола Минчоров, водач на експедицијата, Јован Ацев, новинар, Зоран Димитров, Стојанчо Илиевски, Верица Змајшек, Диме Јосков, Гоце Ангелковски, Иван Минчоров ги евоцира спомените пред планинарите и гостите што не пречека. А снимателот Пепи Ацев овде ги направи и последните кадри за оваа репортажа.